Од понеделник изборите ќе ги бришат каматите и ќе ги репрограмираат долговите. Стапува на сила законот кој беше изгласан уште во февруари, а кој предвидува отпис на каматите и репрограмирање на основниот долг за неплатени сметки и комуналии, дадени на извршители до 2018 година. Законот на физичките лица им дава можност за отпишување на каматите за долгови кои ги имаат кон државен орган, јавно предпријатие или установа на централно или локално ниво, направени заклучно со 31 декември 2017 година и можност за отплаќање на главниот долг на рати. Плаќањето на рати кај ноторот и извршителот ќе се врши на месечни рати, зависно од висината на долгот. За долгови до 10.000 денари на 6 месеци, до 60.000 денари на 12 месечни рати, до 120.000 денари на 24 месечни рати, до 240.000 денари на 36 рати, а над тој износ на 48 рати. Па како што збора, ако почитуваат да олеснат, добро ќе биде, ама дали ќе се усвоето, дали ќе... Добро, ама нема да биде на сите исто. Кој си има пријатели, тај ќе се заврши работа. Кој нема пријатели, нема да заврши. А убаво е. Убаво е. Долговите на рати да се плаќа. Да. Оти ние и толку пари имаме. Ки се отпишуваат, ама јас тоа не го верувам дека ќе остане тоа да не се плате. Дали ќе биде? Па би требало. Би требало, ако се свесни владата, би требало. Од понеделник, граѓаните кои имаат вакви долгови би требало да можат да поднесуваат барања за отписи и отплати на рати. Во принцип, јавните предпријатија се должни да направат известен отпис на камати, додека приватните предпријатија, приватните фирми, тоа е само добрата волја на управниот одбор. Не е проблем за јавните предпријатија. Тие државните што тие под наред, ама тие се малку. Многу имаат доминантен проблем со доминантните, да нема репрограмирање за банки. Тука има репрограмирање за евана евентуално, ако сакаат евана да го направат. Тоа ќе видим. За јавните предпријатија, примената на законот нема да донесе никакви проблеми, зашто нешто слично тие веќе нудат. Јавното предпријатие во континуитет дава одредени олеснувања за плаќање на долгот. Разликата е што досега ние ги ослободувавме граѓаните од камата исклучиво ако го долгот платат во целост. Новото законско решение има возможува на граѓаните ослободување од долгот за камата, независно од тоа дали долгот ќе се плати на рати или ќе го платат во готово. Значи сепак едно поголемо олеснување за граѓаните, да се надеваме дека ќе сака да искористат оваа дадена можност и ќе си ги измират своите долгови, ќе ги намалат обврските што ги имаат кон јавното предпријатие. Но според Маријан Ненов од Движењето на слободни граѓани, дискутабилна е близината од почетокот на спроведувањето на законот во пракса и изборите. Очекувам да се практикува на 20 дена пред избори, бидејќи тоа и оди во прилог на власта, затоа што самиот закон е таков што ја овозможува некаква предизборна промоција. Особено тоа ќе треба да биде истакнато додека трае корона кризата, од која допрва се очекуваат вистинските негативни економски последици. Инаку, кога се донесе законот во февруари, на доверителите им се даде рок од 3 месеци да направат целосен отпис на каматите и репрограмирање на главниот долг и трошоците. Рокот од 3 месеци истекува на 18 мај.